Здраво! Добре на новата епизода на мојот подкаст. Денес ќе пиеме кафе заедно и ќе зборувам за една тема која што јас лично многу ја сакам и мислам дека е многу важно да многу луѓе ја слушнат, особено многу жени кои што го слушаат овој подкаст, а тоа е темата дека не ти треба повеќе дисциплина. Само сакам некако на почеток да кажам дека сум некој кој што е прилично многу дисциплиниран и дека во оваа епизода нема да зборувам дека не е добра дисциплината да ја имаме и да ја поседуваме, но за жал многу често гледам жени кои што се повеќе и повеќе се трудат некако да ја зголемат, да ја појачаат дисциплината наместо да дојдат во сршта на проблемот. Односно, сметам дека огромен број на жени погрешно го разбираат овој поим, а тоа е дисциплината, затоа што реалноста е дека да, ние и живееме сега во време каде што некако решението за речиси секој проблем изгледа како да е исто. Например, не знам, само стани порано, организирај се подобро, направи подобар план, следи одредена рутина, биди поконсистентна, биди подисциплинирана, имај подобра структура. И ако некаде заглавиш на патот, речиси секогаш ќе најдеш на некој совет, некој од некаде ќе се појави, ќе излезе некаков мотивација, говор, баш на некој пријател, можеби некој, па и дури стручно лице, кое што ќе ти каже дека едноставно не си се потрудила доволно затоа што не си била доволно дисциплинирана. Меѓутоа, што ако проблемот не е во дисциплината? Што ако не ти треба уште еден планер? Што ако не ти треба уште една апликација? Што ако не ти треба уште една техника? Што ако проблемот е во тоа што се обидуваш да возиш автомобил во кој што одамна не си наполнила бензин? И ова е нешто кое што го гледам, а тоа е дека многу често, нели, односно никогаш не очекуваме дека автомобилот ќе ни вози без бензин, меѓутоа многу често сакаме ние да возиме на резерва. Забораваме дека не треба да наполниме бензин, гориво. Значи без разлика што е на кое што возиме. Сега, ако многу луѓе кажуваат дека, не знам, треба да се организираш, ти треба ова, ти треба она, почнуваме некако да влагаме во еден свет каде што почнуваме да се доживуваме како неорганизирани и најчесто многу луѓе кои што се исцрпени, мрзливи, преоптоварени, не се неорганизирани. Туку искрено и ова многу често го гледам со жените со кои што работат, а тоа е доаѓаат со на чувство типот на Елена порано можев се. Сега не знам што ми е, сега не можам дури некогаш ни да станам од кревет, сега не можам да се организирам, не знам кај ми е паметот и така натаму. И кога почнуваме да разговараме, некако кога се оди да се фати проблемот, сваќаме дека жената не работи помалку, напротив, таа работи многу, се грижи за деца, носи одговорност на дом, мисли на родендени, на доктори, на сметки, на работа, на партнерство, на иднина, буквално мисли на се и се што. И ако незиниот заклучок е тука очигледно проблемот, нели, е што не сум доволно дисциплинирана, јас имам да кажам едно големо не. Проблемот е што никој не може бесконечно да црпи од празен резервоар. Значи, научени сме да ја гледаме продуктивноста како да е карактерна особина, ама тоа е прашање на човечки капацитет, а капацитетот е нешто сосем друго. Капацитетот е количината на живот што можеш да го носиш без да се распаднеш. Или количината на стрес што можеш да ја обработиш, на непријатно што можеш да ја толерираш, на одговорност што можеш да ја носиш без да се изгубиш себе се. И кога капацитетот е полн, уште повеќе труд, уште поголема структура не помага. Помага простор. Што значи тоа? Значи, ова мислам дека многу тешко, мислам дека потешко ова го разбираат многу паметни жени. Мислам, ова искрено многу го гледам и ми е многу јасно, затоа што јас имав еден период во мојот личен раст и развој кога искрено поголема дисциплина име донела до друго ниво. И ова ќе го кажам вака искрено, но не можам да го што е она разликата? Поголема дисциплина со поголем капацитет ме однеле, нели, на еден поголем пат, но само поголема дисциплина без поголем капацитет дефинитивно носат код баш на прегорување, код еден burnout. И зашто го односам тука простор? Затоа што една жена кога ќе ја видиш, особено што е многу интелигентна, паметна и успешна, таа има историја на справување. Значи, навикната е да успева, да биде силна, да најде решение, да издржи, да се снајде и кога ќе го, ајде речем, кога ќе стигне до еден лимит, наместо да каже, колку носам на грбов, нели?
најчесто доаѓа до еден момент кај што вели, ама ја не сум доволно добра. И искрено сакам да кажам дека ова е страшно неправедно и дека не е точно, затоа што личноста што носи за тројца, најчесто е иста личност што се обидува да носи и за четворица и се труди некако да прави се повеќе и повеќе работи, меѓутоа од психолошки аспект тука се заборава нервниот систем, затоа што мотивацијата не е само некоја, ајде да речам, ментална одлука или пак прашање на карактер, а кога ние сме под хроничен стрес, кога мозокот толку многу информации треба да обработи, тој не ни може да функционира исто. И затоа тука опаѓа концентрација, помнењето опаѓа, креативноста значително опаѓа, способноста да планираш, да наоѓаш некако, дури и најобични задачи почнуваат да изгледаат огромни и тешки. И ова многу често, да речеме, мене прв знак дека сум многу уморна и дека морам да го наполнам резервоарот ми е кога некоја лесна задача не можам да ја најдам решение. И ако немам повика и пријател да се јавам на копче, тогаш станува многу потешко и знам дека она кое што во тој момент нема да ми го реши проблемот, ќе биде тоа, нели, ќе биде само да најдам чекај што ова подобро да се организирам, да седам да планирам, туку нешто скроз друго, нешто што ќе ме наполни и согласно периодот и сезоната во која што се наоѓам, тоа полнење значи нешто друго. Затоа што реално овие обични задачи често знаат да изгледаат како огромни, и ако ние останеме некако со сила да пробаме да ги решиме, почнуваме да мислиме дека сме неспособни, зашто навистина не можеме да најдеме решение. Телото тука залага во стрес, се обидува да преживее и кога организмот мисли дека преживува, него интересираат амбициите, него интересираат целите или не знам некои нови проекти, задачи, него интересира дури не списокот со она баш тоа листата со задачи кои што имаме, туку го интересира безбедност. Затоа што кога една жена мисли дека изгубила мотивација, всушност не изгубила мотивација, изгубила капацитет и можеби ја изгубила и самата безбедност. И мислам дека е важна оваа тема да ја слушнеш баш ако се наоѓаш во некој период, затоа што доколку сега се обидуваш да поправиш нешто со многу поголем напор, со повеќе работа, со повеќе туркање, пуфкање, дисциплина, тебе најверојатно ти треба нешто сосем друго. Можеби ти треба, нели, повеќе сон. Можеби ти треба поголема помош, можеби ти треба одреден разговор, можеби ти треба некаков тип на одмор, пасивен или активен. Можеби ти треба да престанеш да носиш нешто што никогаш не било твое, да видиш каде ти се разлива енергијата. Понекогаш енергијата ни оди на многу небитни работи. Кога ние сме некако преплавени, ова мислам дека секој може и верувам дека го доживеал во едно секојдневие кога ќе има многу задачи и кога најнеш ке се преплави, знае дека има, не знам, само 3, 4, 5 сати да заврши да ја заврши цела работа, или може да се и 5 минути, нели зависи дали се работни задачи или секојдневни обврски или што и да е. Самиот стрес од тоа колку многу задачи има пред него може да го преплават и да му ја одземат енергијата да може во суштина да седне и да ги заврши работите. Ова јас многу често знам да давам пример за испит кога сум учела, кога спремав еден од потешките испити. Целата енергија ја поминав на телефон со една колешка со која што се изборавме на телефон, каков е професорот, какви зборови користи, како не му е, не знам, како до се не сватил дека книгата му е ваква, таква и онаква, или леле колку имаме, леле ова колку е тешко, леле колку е непознато, наместо јас стварно да седнам и да учам. И нормално дека паднав. И вториот пат кога го полагав беше баш оно кога седнав и кога реков јас ниту ќе се јавам некаде, ниту ќе зборам, ниту ќе ме интересира каков е професорот, дај Елена седни, треба да го положиш. И мислам дека тој предмет што денес, иако беше во прва година, во втори семестар, така мислам дека беше, јас се уште го памтам, значи како вчера да било, но знам дека тоа беше еден момент кога сватив дека не ми треба мене тука само дисциплина, туку за да ја имам во моментот, нели, мотивацијата и дисциплината, јас треба да тргнам работи кои што ми црпа целата енергија. И затоа ова ми е многу важно да го споделам, затоа што многу често ти треба само да престанеш да носиш нешто што никогаш не било твое или што во овој момент не мора да го носиш. Ти треба дозвола да бидеш човек од крв и месо. И знам дека ова не е спектакуларно, ова не е мотивацијски говор, ова не е нешто што ќе ти каже дека you can do it, дека можеш се да направиш, но вистина е дека многу жени денес воопшто не страдаат од некаков си недостаток на амбиција, страдаат од недостаток на простор. И колку повеќе се обидуваат да се поправат,
да бидат подобри, да бидат подобра некоја верзија, така натаму толку повеќе се оддалечуваат во суштина не само од себе, туку и од вистинските проблеми, од вистинските кочници кои што ги имаат. Баш пред некое време една жена ми кажа нешто што никогаш веројатно нема да го заборавам, вика, не ми недостига сила, туку баш некако ми недостига место каде што јас можам да ја спуштам цела оваа тежина што ја носам. И вика, ја чувствувам, вика, како слон, вика, да ми застанал на градиве, односно на грбов да го носам. И јас не само што се препознав многу пати, не само што препознав многу клиенти, туку мислам дека и многу луѓе се препознаваат баш во ова, затоа што понекогаш нас не ни треба некој да не научи како уште повеќе да носиме. Мислам, ова е некако, сметам дека некако живееме во една култура која што баш така, како уште повеќе ти да ставиш да носиш на тој товар, така некако носиме и кога ќе видиме дека некој носи многу, ние тоа ни е како браво, секоја чест, алал да е, што постигнала, што направила. А во суштина, мислам дека се повеќе луѓе сваќаат дека нам ни треба место каде што ќе престанеме да носиме се сами. И искрено пред да ја завршам денешната епизода, затоа што не сакам да е многу долга и немам некако многу време, имам баш некако едно кафе време додека го испијам да ја снимам. Сакав да ти споделам една кратка вежба, не мора да брзаш, може слободно да така застанеш за еден момент. Можеш да си пишуваш белешки во телефонот, не мора да е тоа на хартија, меѓутоа пробај искрено, ама стварно искрено од душа да одговориш на прашања во следно. А тоа што во моментов се обидувам да решам со многу повеќе труд и дисциплина, а во суштина само ми треба повеќе простор. Погледни си го одговорот и праши си уште нешто. Како би изгледала мојата следна недела ако наместо да вложувам само повеќе напор, си дозволам да имам или да примам малку повеќе поддршка. Не го менуваш тука цел живот, не носиш тука големи одлуки, значи овам сакам да ти го донесам нешто кое што може да ти биде добар тренинг и да бидеш свесна дека тука нема големи одлуки нели да носиш, не, затоа што ако ставиш огромен сега товар, нели, нема да можеш. И само види. Чисто за да ти дадам пример, за да не се изгубиш, да речеме можеби во овој период што е ова прашање? Ако во моментот се обидуваш да решиш нешто со повеќе труд, а наместо нели што ти треба простор, тоа може да биде еден пример типичен што често го среќавам. Да речеме можеби се обидуваш да бидеш потрпелива со децата, па почнуваш да читаш книги за родителство, слушаш подкасти, отвараш YouTube, бараш на Instagram секакви објави, прашуваш и така натаму и баш она некако се вложуваш нели постојано. Но можеби тука сум сигурна дека не е проблем дека не знаеш доволно, иако секако, нели, едукацијата е добра, меѓутоа ти треба повеќе простора. Што значи твојот простор во тој момент? Повеќе подолго да спиеш. Некој, ако има можност да речеме викенд, сопруга да ги почува децата за ти да поспиеш уште час-два. Половина час да си сама, па да речеме да излезеш и да прошеташ, да најдеш поддршка, нели, како можеш да се наполниш. Еден ден да си дадеш задача дека ќе имаш помалку обврски, па тој ден да речеме не мора да ја средуваш куќата само тој ден или може да најдеш помош некој да ја средува, без разлика. Едноставно да најдеш повеќе помош, поголем простор за да си дадеш дозвола да се наполниш на начинот кој што тебе те полни, без тоа да биде нешто кој што ќе те преполни со информации, кој што ќе ти каже дека не си доволно добра, туку баш некако да бидеш некако јас ова го носам лесен ден, слободен ден, пријатен ден, каде што не пробува мозокот да размислува што ново се јас треба да направам, туку не. Како можам што по релаксирано и што по-безбедно да се чувствувам. Тоа може да биде, не знам, да речеме, повеќе време со партнерот или тоа може да не мора да е половина час сама, без разлика. Каде што ти во суштина ќе можеш понатаму да бидеш потрпелива затоа што ќе бидеш многу поисполната. Или пример ако се обидуваш да бидеш, не знам, поконцентрирана на работа. Мене ова често знае да ми се случува во денови кога имам многу малку сон и не можам да речеме да го надополнам сонот и пробувам да бидам што поорганизирана и наместо тука да тргнеш по план, пробај да направиш простор, да речеме, како изгледа тој простор? Изгаси нотификации, престани со работа, престани со некаков мултитаскинг, промени го светлото, чисти ја просторијата, еве да речеме,
Чисто само како идеја ти го давам. Направи некакви промени, работи кои што гледаш дека те гушат. Може, не знам, да избришеш некои фајлови кои што те преплавуваат, кои што те губат наваму натаму. И баш она некако сите тие табови кои што и во реалниот живот ти се отворени да ги исклучиш. Или не знам, можеби се наоѓаш во некој период кога треба да донесеш важна одлука и наместо со неделја да ја анализираш од сите агли, па што може да тргне погрешно и така натаму, не барај се уште информации, туку застани и направи си ти реално простор од тугите мислења за да можеш да го слушнеш сопственото. Значи, излези на прошетка, погледни во себе, пробај да видиш кои се твоите вредности, замисли се како ќе изгледаш ти после некое време од таа одлука, како ќе изгледаш после 5, после 10 години. Или не знам, ако се обидуваш, пример, да бидеш подобар партнер, партнерка, повеќе разбирање, повеќе компромис, разговори и така натаму, затоа што не ти треба можеби уште повеќе давање, туку баш на простор да кажеш што ти треба и тебе. Знаеш, јас се трудам, пример, да бидам подобра партнерка и така натаму и се трудам повеќе да те разберам и да направам, ама знаеш, мене овој период баш ми треба, нели, да примам нешто од тебе или да дадеш дозвола да примеш. Можеби дадов повеќе примери, ама чисто сакам да ти донесам да видиш како изгледа тоа дека не ти треба поголема дисциплина, туку ти треба поголем простор. Затоа што простор не значи дека треба да додадеш нешто. Многу често значи дека треба да одземеш нешто, да одземеш некоја обврска, да одземеш очекување, да одземеш некоја морам, некоја улога што ја носиш предолго. Еве да речеме, јас многу често го споделувам овој пример, тоа е дека во мојата глава многу работи имам одземено од морам, иако сум општествено многу некако прифатливи, сите ги прават околу сите, повеќето ги прават околу мене, нели, нормализирани се, ама јас сум се одлучила дека јас сум во мир со тоа дека тие работи ќе ги нема да ги правам и дека на тој начин ќе си давам поголем простор за да имам повеќе капацитет. А од друга страна, кога ќе ги одземам, автоматски, нели, самата дисциплина се враќа. И затоа ми е многу важно ова некако да остане со тебе, ако може едно нешто да ти остане од целава епизода, наместо да се прашаш како да се потрудам повеќе, прашај си се што треба да престанам да носам сама. Се надевам дека оваа епизода ќе ти служи. Се слушаме во наредната епизода.